Ако нема подобри услови и помош од државата, многу рурални области ги чека судбината на Мариовско и Порече, затоа што младите ги нема да ја продолжат семејната земјоделска традиција. На таква опасност алармираат тетовските земјоделци во селата во областа наречена Поселие. Само постарите луѓе работат земјоделие, а помладите заминуваат во странство или наоѓаат работа во други места и градови и трајно се иселуваат. Се што нема луѓе, се власта го прави. Се државата го прави. Никој други. Никаква стратегија нема за младите. Тоа е тоа. Тоа е опасно. Ако немаш млади у село, немаш ништо. Ние на тој начин ќе бидеме бетер од Порече. На тоа идемо ми. Бетер од Порече. Ако немаш луѓе, немаш ништо. Селото е празно, уроднице. Диеш ноќи да пројдеш, има да се исплашиш, а не да мислиш дека има луѓе. Кој знае еден човек ќе сретнеш по пат. Тешко се остварува заработка и добра екзистенција, па затоа младите не се нафаќаат да работат во оваа дејност. Сум имал краве, 5-6 краве, има 5-6 години кога сум ги откажал. Зашто нема профит, да речем. И затоа на тој начин сум ги откажал. Ето сега, онака минимално жив карам, да речем, тоа е тоа. Само да се најдеш у работат. Во овдешната општина Јагуновце велат дека државата би можела да помогне со повеќе инвестирање во инфраструктурата. Владата ни даде поддршка во изнаоѓање на решенија од инфраструктура, односно правење на тие полски патишта или правење на тие канали или бразди што овде ги викаат нашите сограѓани за наводнување. Градоначалникот порачува државата да најде сили да го поддржи земјоделието, за да се произведува храна која од ден на ден се потешко ќе се обезбедува.